Комерцијална презентација. Почитувани слушатели, во денешното издание на нашата емисија, во кое што ќе имаме можност малку повеќе да зборуваме за дормирин и за несоницата, ќе имаме можност да поразговараме со господин доктор Александар Блажевски од приватната здравствена установа Александар Блажевски, или доктор Александар Блажевски. Докторе, најнапред, добре дојде во нашата емисија. Благодарам што ме повикавте во емисијата. Ја користам приликата да ги поздравам моите најблиски роднини, пријатели и воедно моите спортски колеги. Да. Ние ќе зборуваме за вашето искуство, додека бевте дел од кошаркарските репрезентации на Македонија, а наша главна тема е несоницата. Несоницата е се почеста појава помеѓу луѓето на денешницата. Можете ли да ни кажете дали оваа појава е присутна и помеѓу спортистите и на кој начин се манифестира? Несоницата е сериозна работа. Сериозна работа, бидејќи во светот во моментот се смета дека се резултат, меѓу другото, покрај стресот, дека е резултат на скратување на вртењето на земјата. Значи, некои работи мали, ситни, кои што изгледаат тотално беззначени, сериозно влијаат на природата, сериозно влијаат на човекот и нормално, индиректно на тоа влијаат и на спортистите кои што се за нив, секојаш нивното well-being значи нешто повеќе од другите, бидејќи од тоа зависат врхунските резултати. Како можеме да кажеме дека несоницата влијае на спортистите? Несоницата е сериозна работа заради тоа што не дозволува одмор. Кога ќе го погледнете од аспект на еден спортиста кој што сериозно се занимава со спортот, бидејќи јас правам разлика на оние кои што рекреативно се занимаваат и оние кои што се бават сериозно со спортска активност, разликата помеѓу едните и другите е што едните се борат за резултат, а резултатот зависи од севкупното, ние во медицината го викаме хигиено-диететски режим. Меѓу другото, сонот е дел од тој хигиено-диететски режим и изваредно многу влијае. Ако го земете денот дека е составен од 3 крупни дела, значи спиење, оној активен дел и некој дел што значи активност, одмор и сето тоа, тоаш за еден спортиста кој што во текот на својот ден има можеби 2 пати дневно, значи предпладневни и попладневни тренинзи, во сабота и недела надпревари, тоаш е сериозно битно да он биде одморен, да има добар сон и од тоа ќе зависат и врхунските резултати. Под стрес сте, често патувате, лошо спиете. Земете дормирин и победете ја несоницата по природен пат. Со дормирин лесно заспите и одморете како човек. Тајде да кажеме колку часа треба да спие еден врвен спортист и колку часа би требало човек кој што се бави рекреативно со спорт. Значи, за еден спортиста кој што е особено, кој што е професионално определен, па и да не, и во рекреативниот дел, порано во времето кога јас бев кошаркар и јас се бавев со спорт, и тогаш беше важно како ќе го распредели човекот своето време. Зошто? Затоа што минимум 8 часа се потребни еден спортиста да одспие, за да има квалитетен спорт, да има добар одмор, да биде активен и во следниот, и во наредниот, и во наредниот. Спортистите не се секогаш определени само од смисол на нивниот талент и нивните достигнувања, него и на нивната истрајност, обстојување. За да човек биде спортиста треба денови тренирање, години и години труд, а тоа се постигнува само со еден хигиено-диететски режим, како што реков, во кој што спаѓа и редовно спиење и во право време, не само спиење, бидејќи не е се едно во кој дел од денот се спие, и тоа секојаш го нагласувам и за екипите кои што беа со мене, беше значајно да им се нагласи дека особено во денешно време, кога младите луѓе, кои што се најчесто врвни спортисти, очекувате да одспијат 8 сата, важно е да ги одспијат оние сати кои што навистина го одмараат организмот, а тоа се од 11 до 7 часот наутро. А какво влијание има физичкиот напор на еден спортист, например, за еден добар сон? Физичкиот напор во момент кога тој се одвива еднократно не е страшен. Нели, може да го дозволи еден обичен човек. Меѓутоа, кога сте вие изложени на огромни физички, па и психички напори, заради тоа се потребно тренинг и подготовка.
тренингот и подготовката не само што ги развија психофизичките можности, спортските можности и искуство на играчот, односно на спортистот, туку воедно го дига и неговата психофизичка способност. Психофизичката способност се дига со тоа што е потребно да он секогаш биде психофизички способен. Ако еден играч не спие редовно, значи она што ние го викаме несоница или возбуда, нередовен сон, кај него во секој ден станува се понервозен, поуморен, чувство на умор, чувство на замор, чувство дури на премор, кој што некојаш во физичката активност на еден млад човек не можете да го распознаете се додека него турите на некој тест да видите кај и тоа и секој утакмица, секој еден надпревар е тест за него. Кој ќе видите дека греши. Сакам да ве прашам кога сме кај важните надпревари, на пример речеме дали кај спортистите има големо влијание важноста на надпревар кој што треба да го играат за да имаат лош сон или лошо спиење. Вака, значи, ако вие еден спортиста континуирано не спие, зборуваме за врхунски спортисти, зборуваме за нешто што значи врхунски спорт, тоа значи секој ден 2 тренинга. Сабота и недела некој надпревар, што особено во групните спортови е барем така. Во други спортови имате можеби некоја друга динамика, помалку или повеќе, меѓутоа пак на тоа се средува. Ако вие една вечер не одспиете, нормален социјален живот сега е веќе ноќен живот, бидејќи сега се одвива во недозволено време, во време кое што е нефизиолошко за еден организам, нефизиолошко за еден млад човек и заради тоа вие имате проблем. Проблем кој што се чувствува во хроничен замор, па доаѓа до депресија, до нерасположение, нервозност и прогредира во една напнатост. Кога ќе барате од еден врхунски спорт, каде што имате надпревари кои што се одвиваат и 1 и 2 надпревари во денот, значи имате сабајле надпревар, попладне надпревар, или еден во денот, зависно со кои спортисти станува збор, замислите да ако е тој ненаспан и денеска е ненаспан, значи имате еден замор кој што не дозволува организмот да се рехабилитира, не дозволува неговите клетки да се обноват, не дозволува да му се излачат ендорморфини, не дозволува едно расположение и тогаш што е нерасположен, депресивен, нервозен. Ако е групни спорт, тогаш е разразлив, тогаш не кореспондира добро сите групни спортови и ќе ви кажем од искуство. Значи, јас бев многу одавна, за жал, кадетска репрезентација на Македонија, ја бев капитен и бевме отидени на надпревар. Тогаш надпреварите беа во бивша Југославија, тоа беше негде во Бихач, Боначек, Изич, некои имиња кои што тогаш многу значеа. Ние требаше да патуваме, па имавме 2 надпревари во денот. На третиот надпревар, кога сите очекуваа дека е невозможно да даеме такви резултати, почнавме да добиваме утакмици. На третиот ден си скараа меѓу себе играчите, што нервозно, замор, нервоза, неодспани и почнавме да паѓаме. Во врхунски спорт, кај што ја одлучуваат секунди, многу е значајно. Под стрес сте, често патувате, лошо спиете. Земете Дормирин и победете ја несоницата по природен пат. Со Дормирин лесно заспите и одморете како човек. Сега вие како стручно и компетентно лице, секако дека би препорачале на спортистите да практикуваат превенција на сонот, посебно пред важните надпревари. Дормиринот овозможуваат да се добие квалитетен сон. Како е вашето размислување на таа тема? Апсолутно, мислам дека овој време на акцелерација, кога секој дневно животот станува све побрз и побрз, сваќаме и резултатите стануваат све по-сериозни и по-тешко достижни, секогаш луѓето се вртат и бараат начин како да ги достигнат или како да ги надминат. Значи, сигурно дека е потребно да нешто се постигне. Јас ќе ви дадам пример. Во кадетската репрезентација во која што јас бев тогаш доктор, кога постигнавме 4-то место во Европа, па тоа луѓето лесно го заборавија, меѓутоа ете постигнаа после тоа како сениори повторно резултат. Тогаш професор Тројачанец
го воведе спирулина. Ја воведе спирулината, која што кога бевме на припреми, имав можност со голем ентузијазам, бидејќи тоа беше отварање на Македонија, првите наши потези, голем ентузијазам на луѓето кои што беа вклучени, беа стари спортисти, као Митко Луковски, беше младост, кој што беше Саше Тодоровски, беше искуство, кој што беше Благој Георгиевски, Темелковски, да не ги редам Ристо, нашите репрезентативци во кошарката, Христо Христов, Цевка и така натаму, сите они допринесуваа да се дигне атмосферата. Меѓутоа, ваков тип на внесување на новитети, внесовме спирулина, внесовме тогаш изостар на тренинзите, внесувате елементи кои што екстракти, возможност кои што се природни. Руската репрезентација влегуваше со екстракти од мед и постигнува огромни резултати. Значи, секако дека ако нешто на природна база може да допринесе за природен ефектен сон. Зашто викам ефектен? Бидејќи сонот се состои барем во два дела, рем и нон-рем. Значи, едниот е сон кој што ви е површен, во кој што сонувате, преживувате, тренинзите, напорите, се преживува. Им искачат слики на спортистите. Меѓутоа, тој не одмара толку многу колку оној длабок сон. Длабокиот сон е тој што ги реституира елементите. Длабокиот сон ги возобновува ендорфините, мелатонинот и така натаму. Тоа е тој што го допринесува за одмор на организмот кој што утре ќе даде резултати. И во контекст на тоа сметам дека сите субстанции кои што се природни, екстракти, може да допринесат поволно. Добро, во секој случај, она што сакавме да го потенцираме, тоа е природните додатоци како што се дормиринот и кои што може да ги користат и спортистите и се разбира да им помогнат при добриот сон. Ви благодарам за вашето гостување во денешната емисија во која што зборувавме пред се за несоницата, но исто така и за примената на дормиринот. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам и на вас што ме повикавте и ово повторно